Добро вечер. Време е за најновите информации од културата. Прилеп беше домаќин на 9-то издание на Интернационалниот филмски фестивал на краток филм Винтер Априкотс. На ова филмско фестивалско случување беа прикажани 50 кратки филмски остварувања во 3 селективни програми од македонска, балканска и интернационална продукција. Градот под Марковите кули викендов по 9-ти пат беше домаќин на тридневниот интернационален филмски фестивал на краток филм Винтер Априкотс. На ова филмско фестивалско случување беа прикажани 50 кратки филмски остварувања кои беа сврстени во 3 селективни програми од македонска, балканска и интернационална продукција, а во секоја селекција имаше по 12 до 13 кратки филмови. Селектираните проекции, како и претходните години, така и годинава, предизвикаа голем интерес кај љубителите на краткометражната филмска уметност, велат организаторите. Публиката имаше можност да погледне филмови во 3 категории. 2 надпреварувачки и 1 ревијална, односно беа прикажани филмови во интернационална селекција, балканска селекција и ревијалната македонска селекција. И 3-членото жири оваа година во состав Ана Опачик, Ана Стојановска и Дејан Петровиќ ги прогласи победниците во сабота вечер, со што настанот беше затворен во една пријатна атмосфера со концерт на групата Занаду. Според организаторката на фестивалот Елена Мелончели од Италија, во рамките на годинашното издание на фестивалот, освен анимираните и документарните кратки филмови и фикцијата како филмски израз, беа прикажани и танцови филмови во соработка со италијанскиот фестивал за танц и танц филмови Фори формато од Дженова. 50 кратки филмски проекции од целиот свет беа прикажувани во киното при Прилепскиот центар за култура Марко Цепенков. Во културно-информативниот центар во Скопје се одржа промоција на 4-томниот проект Пролегомена на македонската фотографија, чиј автор е историчарот на уметност, критичар и публицист Златко Теодосиевски. 4-томното издание е прв ваков проект во Македонија, посветен на историскиот развој на македонската фотографија во периодот од 1855 до 2020 година. Ова 4-томно издание е всушност прво вакво кај нас, кој што ја обработува историјата на македонската фотографија од првиот податок на нејзиното постоење, 1855 година, до практично до денес. Се разбира, ништо во уметноста не е конечно, нема конечни судови, така што и самиот наслов Пролегомена за македонската фотографија сака да појасни дека ова е мој обид, моје гледање на историјата на македонската фотографија, каде што сите судови, естетски и историски се мои. Се повикувам на извори, се разбира и на други автори, меѓутоа суштината е моето видување на македонската фотографија. Каде ќе може да се најдат книгите? Книгите можат веќе од утре да се најдат во книжарницата Чудна шума. Писателот Христо Петрески, кој активно се занимава и со сликарство и ликовна критика, ја постави самостојната ликовна изложба Линии и бои интроспекции. Изложбата символично се одржа на 4 февруари, на роденденот на македонскиот револуционер и великан Гоце Делчев. На настанот настапија македонски писатели кои читаа своја родолюбива поезија. Изложбата ја посети нашиот колега Давид Крстевски. Во Младинскиот културен центар во галеријата 2 на 4.2 беше одржана самостојната ликовна изложба насловена Линии, бои, интроспекции на писателот Христо Петрески. Настанот беше посветен на великанот и револуционер Гоце Делчев, на кој присуствуваа голем број на македонски писатели кои читаа родолюбива поезија. Вечерашниот настан е посветен на Гоце Делчев. Бидејќи денеска е 4 февруари, роден денот на Гоце Делчев, инаку станува збор за отворање на самостојна ликовна изложба со мои избрани слики. И во вториот дел на овој настан
ќе има читање на родолюбива, на затковинска поезија. Значи ќе се чита за Гоце Делчев. Сликите биле случајно избрани, како што вели и самиот Петрески ги избрал оние кои биле први во редот на местото каде што биле. Тој работејќи посветено и напорно има изработено неколку илјади ликовни дела. Јас веднаш да кажам дека од 2013 година до денес интензивно работам буквално секој ден. Значи покрај тоа што пишувам и сликам, бидејќи нема поубаво задоволство од творештвото. Бидејќи кога создавате, вие не мислите на многу грди и лоши нешта. Преокупирани сте со себе си и со тој ваш свет, односно светоглед. Христо Петрески досега имал повеќе од 20 самостојни ликовни изложби во нашата држава, но и надвор од нејзините граници. Основач е на традиционалната мултимедијална колонија во Битола, како и на галеријата на познатите во Скопје. И тука го завршуваме денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам за вниманието.